Добро вечер. Информациите за COVID пандемијата некако како да ги грабна од нашиот фокус сите други параметри кои барем во зима со внимание се обидувавме да ги следиме за евентуално да препознаеме дали нешто во владините политики почнува да се менува по прашањето на заштитата на животната средина во зимскиот период, алармантно пред се со аерозагадувањето. Се разбира тие страхотни бројки од пандемијата кои ја исцрпе и македонската економија, ќе имаат рефлексија и кон распределбата на парите, особено за оние проекти кои што требаше на краток, па и на подолг рок, да исцртаат стратегијата на македонските влади, не само на оваа, во справувањето со можеби најскапиот проект на нашата земја, а тоа е справувањето со последиците од долгогодишниот немар и со исклучително лошата структура во секој поглед на предизвикувачите на загадувањето на животната средина. Сликите се исклучително вознемирувачки, тие покажуваат крајна негрижа. През Панското езеро прочитав денеска некакво интервју на еден уважен професор на Институтот за биологија, вели завршена е таа приказна на Преспанското езеро, очигледно му нема спас, но она што денеска можеме да го сториме е после 30 години истото да не му се случи на Охридското езеро. Нејасни се одговорите на властите зашто всушност зборуваат кога ги гледаме снимките на пресушените езера и на водните инсталации. Очигледно нешто во заднина се случува повеќе од временските прилики или климатските промени. Класиката со аерозагадувањето покажува од друга страна неверојатни бројки, особено, например, на потрошувачката на петрол коксот, кој што во 2019 година добива рекордни 57 милиони тони, што е за 58% повеќе од претходната година. Тоа упатува на можеби и алармантни злоупотреби, но никако во тие чудни лавиринти на институционалната одговорност да стигнеме до тоа. Кој прогледува низ прсти и зашто всушност точно се работи во комплицираните шеми на законска надлежност и одговорност на институциите. За овие теми вечерва ќе поразговарам со моите гости. Ана Петровска, добро вечер. Добро вечер. Новиот директор на Државниот инспекторат за заштита на животна средина. Татјана Чакулев, добро вечер и за вас. О2 иницијатива. Вие ќе бидете корисни затоа што верувавте дека во фазата на гласање на буџетот вреди да се обидете да дотурите неколку амандмани кои мислам дека во расправата на комисијата ги предложи ВМРО ДПМН, но на крајот во финалето скоро ништо од тоа што беше сршта или костурот на поважните амандмани кои можеби ќе ја променеа сликата и парите кои треба да се потрошат. И на линија го имам и пратеникот Ненад Коцич. Добро вечер и за вас. Добро вечер, поздравувам. Мандат за вас во собранието да бидете пратеник и предпоставам одговорност сега повеќе да се реферирате кон колегите со кои допред некоја време ја делевте заедничката акција на невладини организации во борба за чист воздух и здрава животна средина. Така е, без разлика каде сум, дали сум во собрание, дали не во Советна општина Велес или на трето место, останувам посветен на идејата за почита и поздрава животна средина и поддршка и за граѓанските и за граѓаните кои така со своите активности да допринесат во подобрување на условите од цела држава. Еве да почнеме со господја Петровска. Вие сте неполни 2 месеци на новата позиција. Претходно бевте во Министерството за животна средина, еве ќе го скратам долгиот назив, но ова е првиот видлив ангажман на некого кој што во својата биографија опис има, како се вели, статус на експерт, меѓу другото и на Европската унија за одредени прашања од сферата на животната средина. Прилично е голема бројката на контроли кои што ги направивте за изненадување на јавноста. Први пораки во кои инспекторатот нема да простува и сериозно ќе казнува. Први мерки од 20.000 евра казни за компании
Една чудна за која подосна сакам да разговараме, а се однесува на ваша забелешка за елаборат кој што всушност го одобрило и подпишало Министерството за животна средина, проверки во Тетово за горење на отпаднато масло. Денеска е, мислам, стакларницата. Вчера беше стаклара. Денеска е известувањето за Минатата недела за Лозара и претходно првата проверка на сопствени мерења. Да, во однос на бројките можам да кажам дека првите 6 месеци од 2020 година во просек месечно се реализирале околу 120 надзори, а ние веќе имаме за последните 3 недели околу 200 надзори. И голем дел од нив се вонредни. Тоа може би не е by the book, што би рекле планерите на инспекцијските надзори, бидејќи вонредните надзори укажуваат на лошо планирање потенцијално, но од наш аспект мислам дека тоа е голема респонсивност кон граѓаните во смисла на тоа дека ние сега одговараме на било која представка која што доаѓа писмено, преку Facebook страната, коментари, месенџер, значи целосно сме отворени во однос на тоа кога граѓанин детектира одредена неправилност. Вие сте човекот што работел во државна институција. Претпоставам сте свесни, веќе подолг период траеше тој граѓански очај дека нема никаква смисла ниту да пријавуваш, институциите се безмалку глуви или калкулираат, особено кај големите кои имаат интегрирани дозволи, каде што секогаш во прашање повеќе економскиот аспект, отколку овој што е надлежност на луѓето што работат во институциите, каде што треба да ги штитат законските обврски и почитувањето на издадените елаборати и заштитата на животната средина. Ме се чини дека луѓето почнаа да креваат раце затоа што почнаа да разбираат дека нешто опасно во институциите не функционира, затоа што одбивноста да го направите ова, да ги продолжите сите можни рокови, како што беше ситуацијата со филтрите и со Југохрам, и на крајот целата епизода заврши без да биде направен ниту еден мал чекор, затоа што се калкулираше со избори, со луѓе кои што работат во таа индустрија и најчесто на штета на овие прописи. Да, луѓето се навистина незадоволни од респонсивноста на институциите, меѓутоа има надеж, дефинитивно, затоа што има во институциите професионалци. Јас сега во оваа институција во која што влегов се обидувам навистина да воспоставам еден систем и да бидеме толку репресивни колку што мора, а да бидеме да кажам да правиме превенција на одредени случувања, се со цел да ги едуцираме оние компании кои што можеби не знаеле дека прават престап, а да бидеме строги кон оние кои што намерно ги прекршуваат законите. Колку што имам информации, како во кадровската поделба ќе завршат работите, во место беше оваа институција беше место во кое што седеше кадар на ДУИ, па тоа беше една исклучителна војна во која што трансферот можеби на оваа позиција беше менуван со две далеку за нас поважни институции, што само покажуваше колку ова било важно место, затоа што можете да имате дискрециона проценка дали прогледувате низ прсти, не тврдам поради рекет, но можете да одлучите да прогледувате низ прсти, а можете да одлучите професионално да имате апсолутно според законот надзор, и сега ќе видиме како ќе се развиваат работите после ваква одлука дека таа институција треба да замине од раците на ДУИ. Да, добро, сега јас не би сакала да навлегувам политика, јас зборувам сега за еден пристап, еден систем на проценка на ризик, да ги искористиме нашите ресурси максимално ефикасно, да одиме на терен таму кај што треба, каде што можеме да детектираме загадувања, а да не одиме некаде само заради рутинска проверка. Собираме информации од граѓанскиот сектор и од стручни луѓе, се со цел навистина кога одиме, да одиме таргетирано и да најдеме тоа што сме очекувале дека ќе го најдеме. И вие убаво и ги дадовте тие примери, значи едното беше во paper mill, другото беше во автосервиси, каде што најдовме дека се гори отпадно масло, каде што
Тоа отпадно масло предизвикува емисии на канцерогени материи и имаме и во план да продолжиме со кампањи во индустријските зони, каде што подеднакво ќе ги чешламе и големите загадувачи, така наречени А-инсталации, и помалите загадувачи, тие што имаат одобрено елаборати за заштита на животна средина или имаат дозвола за складирање и третман со отпад. Добро. Примерот во Железара покажа дека од 40 на економски оператори воопшто и не поседуваат елаборати за Некои нема. Тие беа главно во општински домен. Госпоѓо Чакулев, што на крајот од целата епизода во расправата за буџетот заврши со очекуван тажен крај? Прво, дали е за вас страшно дека од ваков обемен буџет само 0,49% ќе отидат во Министерството за животна средина, ако од тие пари, тоа се на се 13,6 милиони евра. Ако тргнеме за плати на вработените и останато, там без малку не останува едва и да се крепат основните функции. Ако тоа го споредиме со амбициите на владината програма на новата влада, изгледа тотално нејасно за толку краток период во ова кога се изразувате низ бројки да биде толку многу страшно, за разлика кога го украсувате експозето со најави дека ова ќе биде еден нов старт кој што до 2024 година, мислам дека владината програма пишува дека нема да постои државна институција која ќе користи било какво гориво освен овие кои што не се загадувачи на околината. И кога ќе ги видиме подоцна амандманите и сумата во буџетот, ни станува јасно дека зборовите и делата немаат пресек. Па, процентот 0,49 е за се, не само за Министерството за животна средина, туку и за владината програма и во другите министерства што има проекти за енергетска ефикасност. Сето тоа влегува во процентот за 0,49 за животна средина. Значи, буквално од сите можни министерства и ставки што се поврзани на некој било каков начин, е во тие 0,49. И сега кога гледаме ние и во минатото, тој процент е тука некаде. Значи, ќе се 0,47, 0,49, 0,45, и заклучокот е дека, значи, владата, било која влада, дали сегашнава, дали претходни влади, го имаат зацртано тој процент, дека отприлике тука некаде ќе одвојуваат за животна средина. Иако проблемите и магнитудите со кои се соочуваме во областа на води, значи само за канализација колку е потребно, значи пречистителни станици на отпадни води, тоа е огромен проблем во нашава држава. Проблемот со почвите, ние законот за почви го немаме донесено, а не се носи од причини, предпоставуваме, затоа што ќе има фискални импликации. Ако вие одредите дека одредена почва е контаминирана, ќе мора да направите нешто за тоа. Ако некоја земјоделско земјиште е контаминирано поради индустрија која била собственост на државата ќе мора да плати некакви оштетувања на тие земјоделци, бидејќи тие нема да смеат повеќе да одгледуваат земјоделски продукти. И сето тоа се остава нерешено со децении. Значи, ова не се ни години, со децении. Имаме почви, воздухот е тука, аерозагадувањето, кое најголем подобрување имало во времето кога се поставени баш тие филтри на индустриите. Тука гледаме дека има значително подобрување во аерозагадувањето од проста причина што се поставени филтри на големите индустријски загадувачи. Меѓутоа, од тогаш наваму, ние не гледаме некое големо, некои промили има помакнување и тоа пред се, можеби, заради засилените инспекции, како што сега, од кога Ана е новиот директор на Државен инспекторат за животна средина, и ако се знае дека има вонредни инспекции, од вистински вид, каде што има и мерења, тоа беше еден од амандманите, ние што го баравме, бидејќи бевме во консултација со Ана што е потребно за Државниот инспекторат,
знаејќи дека ние немаме акредитирана лабораторија и дека потребно е да донесете со вас, значи, луѓе кои се од акредитирана лабораторија кои ќе ги извршат тие мерења на лице место, а не како претходно што беше, доаѓа Доставете ни инспекторот и вие за рок од 3 недели направете си вие мерења, па ние ќе дојдеме и ние ќе видиме дали тие мерења се во граници на нормала. Него сега доаѓа инспекторот и се вршат тие мерења. Сега за почеток сакам предпоставам дека кога една политичка елита ќе ја чепнете таму каде што таа распределба сака да ја чува како ексклузивно своја математика, вашиот предлог е даноците кои се собираат по основ на животна средина, всушност да завршат во фонд за животна средина. Ако можем да поедноставам, ако сакаме да земеме кеса во продавница и ја плаќаме 2 денари, ние создаваме последица од таа кеса со која што некој утре ќе треба да се справува како проблем на животната средина и вие велите, тие 2 денари треба да завршат во фондот затоа што некои други институции треба да се справуваат со последицата на нашето неодговорно, нееколошко однесување затоа што се уште носиме пластични кеси. Сега се обидувам да го поедноставам структурата или огромните милиони од овие даноци кои влегуваат во државната каса прават неверојатна диспропорција кога на крајот ќе видите дека повеќе од 10 пати е разликата помеѓу парите што се земаат по тој основ и што се издвојуваат на крајот за некакви интервенции. Кога е тоа по нешто како што ви рече пратеникот Костадинов на еден од амандманите, еве во знак на добра волја, тогаш 100.000 денари не прават, иако е прифатен амандманот, но 100.000 денари не прават никаква работа. Нема да биде завршена обврската од истиот амандман. Точно. На тоа некако со целото искуство што го имаме низ овие години на активност, доаѓаме до заклучокот дека тој фонд за животна средина е навистина неопходен. Од сите овие причини наведени дека отприлике процентот што се одвојува за животна средина е горе-доле ист. Дека ние и наредната година ќе го имаме сличното сценарио. И таа година после тоа ќе го имаме сличното сценарио. И ние со такво сценарио не можеме да ги решиме овие проблеми во догледно време. А сепак луѓе, како што видовме сега за COVID-19, кога луѓе го губат својот живот прерано поради таа болест, како се мобилизира за да сочуваме човечки животи, за аерозагадувањето не се прави тоа. А знаеме дека носи повеќе од 3000 жртви годишно. Зависно, значи, колку било загадувањето во годината, тие ќе бидат дали 3580, дали 3200, дали 3180, бидејќи секоја година има различно, меѓутоа се секогаш е над 3000. Над 3000 лица починуваат прерано само поради загадувањето од ПМ честички и од озон. Од озон е, значи, некој мал процент, меѓутоа од ПМ честички е главната причина за овие жртви. И ако го гледаме ние тоа, ние не можеме да продолжиме со истото сценарио. И тој фонд за животна средина е неопходен токму поради тоа да овие средства, како што кажавте, значи примерот со кесата, меѓутоа и примерот ете петрол коксот, 58% е порасна потрошувачката од 2018 во 2019. Значи тука даноци за тој петрол кокс некаде треба да одат. И треба да одат во тој фонд за животна средина, како што и акцизите за дизелот. Значи се што е она енергент што загадува и се она што допринесува до загадување на животната средина треба да оди во тој фонд и од тој фонд потоа средства наместо да се молиме и наместо дали еден амандман ќе биде прифатен или 2, бидејќи тоа сценарио ќе биде така и следната година и годината после тоа. Значи, отприлике по еден амандман и тоа со одредена сума, да не е некоја многу висока, ние не можеме да ги решиме тие проблеми. И всушност се прифаќаат, условно да речем, символичните амандмани кои дури во така наречениот органограм на институциите мора да ги имаат. Не разбирам зашто одва иницијатива треба да пишува иницијатива, па да бара кои пратеници би можеле евентуално да ја предложат на Собраниска комисија за акредитација на
Централна лабораторија за животна средина за ПМ честички. Мислам, сега од два иницијатива, ако не седнала напише амандмани, ми е просто неверојатно дека институциите не разбираат дека е невозможно да ја вршите оваа работа ако немате акредитирана, централизирана. Тоа е абецеда за функционирањето на институцијата. Но ете, ние сме сега во таква ситуација кога ќе ви книжат. Добро, еве, тој еден амандман ви помина и толку. Другото е, како велат, во знак на добра волја. Куцич, дали се слушаме? Слушам повеќе. Како е можно во собранието да не помине амандман за нови вработувања на 8 инспектори во Државниот инспекторат за животна средина? На толку огласи за вработување, на се што не можеме да препознаеме, каде брзо препознава политиката дека им требаат нови луѓе, во Собраниската комисија не помина амандманот за нови вработувања на 8 нови инспектори во Државниот инспекторат. Класика е, стара е приказната дека таму очигледно не достигаат луѓе за да може да се вршат функциите како што треба. Вака сега, првично иницијативата на коалицијата од два беше да ги обедини пратениците кои што преферираат екологијата и защитата на животна средина и амандманите кои што беа доставени до буџетот беа доставени еден ден пред доставувањето, фактички завршниот рок за доставување на амандмани. Ние како пратеници имаме представници од позицијата и од опозицијата. На почетокот јас им дадов забелешка дека амандманите им се предно глобоко партијски, бидејќи 80-90% од средствата кои што се дара беа наменети за Скопје, а јас лично Скопје е најголем град, има најголемото загадување, меѓутоа сметам дека треба да стопат сите градови во државата и со мерките да се влие на намалувањето и на загадувањето и на решавањето на другите проблеми заедно во сите градови кои има проблеми. Водно сакам да се надоврзам само да кажам на фондот за животна средина. Мислам дека се сеќавате дека во Македонија имаше фонд за животна средина кој што поради одредени причини се укина и не знам колку ќе исполни тогаш мисијата која што имаше. Меѓутоа, доколку ние треба да ја загадиме животната средина со дизел возила и да истовремено од тоа собереме пари за да ги решаваме еколошките проблеми, јас наистина не ја гледам логиката. Напротив, сметам дека сите возила кои што не ги исполнуваат еколошките услови, без разлика дали се работи за лесни коли, дали се работи за автобуси, треба да бидат отстранети, не да поминуваат на техничките прегледи без ДПФ филтри и без соодветните услови за заштита на животната средина. Ние како пратеничка група која се поврзана со одбора политиката, односно која што заедно што работиме сега, во никој случај не бевме комуницирани сите заедно, односно не бевме координирани. И имам впечаток дека опозицијата сакаше да ги искористи овие амандмани за да политички профитира. Дел од амандманите беа содржани во 2021 година и затоа и самите представници на оваа коалицијата за одредени амандмани побараат да бидат повлечени, а за дел од амандманите има обезбедено средства или се обезбедуваат средства од други извори. Например, ако сега се сеќавам добро, за енергетска ефикасност во јавните институции се беше поднесен амандман од 3 милиони денари или 5 милиони денари, сега не ме држите за збор. Меѓутоа, врз основа на планот на владата, треба да се задолжиме со 25 милиони денари за да ги направиме повеќе јавни институции енергетски ефикасни. Според мене е многу по-истражено да енергетски направиме 5 пати повеќе институции, отколку да бидат 5 пати помалку, а државата е спремна и во процедура е процедурно површување со цел да се оствари оваа идеја. Околу прашањето кое што ми го поставите, се согласувам дека има потреба за вработување на инспектори во инспекторатот, во Велесни и немаме регионален инспектор, меѓутоа требаше да се координираме околу амандманите со цел да тие бидат издржани, да се инкорпорираат во буџетот, а не еден ден пред ова крајниот рок да се доставуваат амандмани кои што дел не беа обработени, дел не беа технички издржани и се најдовме во една наистина недобра ситуација кога
од една страна бевме напаѓани дека не сакаме да невладиниот сектор, полицијата, од друга страна немавме никаква меѓусебна координација, немавме технички издржливи амандмани кои што треба да бидат во бюджет и затоа апелирам во иднина решењето проблемите да се решава малку порано. Добра. Беше Само едно кратко прашање. Јас сега го разбирам овој наратив и еве гласно сакам да споделам незадоволството и ве знам во една сосема друга граѓанска акција. Знаете како, на крајот можам да ви речам дека од два иницијативата можеле само да коментират и воопшто не требале да седнат да пишуваат амандмани. За мене изненадувачки да речеме зошто вие некако нив еден ден пред гласањето буџет, 5 дена пред отворањето на комисиската расправа, немате барем 5 амандмани до вие. Ме разбирате, би сакале пратениците искрено да ги препознаваме по своите намери што била нивната вокација, со што се бавале. Јас очекувам кога ќе дојде расправа за буџет, Ненад Коцич да биде носителот во таа комисија на клучните амандмани, а не повеќе да ви е важно што вашата партија или вие мислите, дали били искористени од ВМРО ДПМН, дали ВМРО ДПМН сакала да заработи поени на ова. Значи, од наша страна се доставени сите проблеми и барања кои што ги таргетирале. Во државата има огромен број на еколошки проблеми. За мене е битно да се решаваат они кои што се моментално број 1, број 2 еколошки проблеми во државата. Факт е дека во Скопје се решава најголемиот еколошки проблем, тоа е проблемот со линданот лохист. Факт е дека почна дислокацијата на Велеската збора, односно Копилница. Факт е дека започнува се раздвижува процесот на решавање на аерозагадувањето, кој што нема да биде решен дека не се донесе гасот во државата. Инсистираме во буџетот да се внесе, да се заврши конечно ова процедура со класификацијата, 90% е готово, 35 гебар и тракот кој што го гласуваше од Светоникот до Велес, исто така е внесен во буџетот 2021 година. Значи не е точно дека во институциите не сме реагирале и не сме инсистирале она што сметаме дека може да биде во буџетот за 2021 година да внесе. Напротив, многу радикални, многу сме го барале изминатите години. Повторно ќе речам, нема да се задржиме само ново, треба да има уште многу инвестиции до цел да се решаваат еколошките проблеми, меѓутоа година за година навистина е невозможно проблеми кои што се заложиле со децении, да не речам 20-30 години не биле допрени, да ги решиме за буџет за една година. Благодарам за сега, Ненад. Госпоѓа Петровска, вие бевте државен секретар во Министерството за животна средина. Сега 2 години. Да, сега помалку од оваа друга позиција, но кога ќе видите, да речеме, податок дека компанијата која е снабдувач на парното порачува за скоро 22 милиони евра мазут, тајнаку работи на газ. Проценките се дека оваа количина, изразена сега во евра колку чини тендерот, упатува на заклучокот дека БЕК порачува за целата грејна сезона. Тоа значи дека користи некаква дупка во законот, бидејќи навистина е дозволено да држите во резерва и мазут, бидејќи можете да имате испад во системот, проблем со дотурот на газ и за да не престане работата, мора да имате во резерва. Меѓутоа, овдека не се работи за резерва. И сега кој постапува? Да, фактички ние треба да ја правиме таа математика. Во БЕК моите колеги минатиот месец беа на редовен надзор, меѓутоа овој надзор ќе го повториме токму од таа причина што не е направена математиката, бидејќи согласно нивната дозвола, они имаат право да имаат бекап количина од 15% од вкупната потрошувачка на енергија. И во овој случај предпоставувам дека набавката на поголеми количини на мазут се однесува
како некоја резерва заради можното недоставување на природен газ, кое што беше најавено од страна на Бугарија, кое што е изворот, нели, на дотур на газ. Но во секој случај, она што нас ќе не интересира, кога ќе појдеме на еден темелен увид во БЕК, а тоа ќе се случи во блиска иднина, ќе биде да видиме всушност колку мазут имаат тие минатите години набавувано, колку оваа година, колку имаат на залиха, бидејќи тоа е тоа. Од јако, не сте имале никаков испат минатата година, а сте набавиле мазут за условно резерва дека може да има проблеми со испорачката, тој некаде стои, вие таа резерва имате. Значи, и одеднаш залихата правите ќе ја волкаво гледаме. побарување. Овој пример го користам за објаснување дека најголемиот дел од манипулациите всушност се случуваат во рамките на законскиот пропис, ако не се погледне подлабоко, дека зад одредени математики стојат сериозни проблеми, дека таа формулација за резерва може да биде искористена всушност и ние да сведочиме на тоа дека оваа зима БЕК апсолутно може да одлучи да работи на мазут. Токму така, значи ние со колегите ги подготвуваме тие анализи да ги направиме и да бидеме спремни кога ќе појдеме на терен, тоа што го проценуваме во канцеларија, да го провериме и со реалните бројки. Од иницијативата реагираше дека некои од поведенијата се толку многу неодговорни, всушност не изместуваат на друга траса на расправа, каде што најчесто таква беше годината, Господ така сакаше, сушен период се погоди. Меѓутоа, вие собравте математиката и сосема оправдано прашувате дали всушност се работи за сушен период или македонската компанија ЕСМ сега, ЕСМ, поранешно ЕЛЕМ, всушност минатата година направи такво производство на електрична енергија, каде што потроши 3 пати повеќе вода, може би е тоа поврзано со намалувањето на скоро сите акумулации, и дека произведе 73% повеќе електрична енергија од претходната година. И дека тој период. Така, и дека тој напад кон системот всушност ги доведе во ситуација нашите акумулации и природни езера да бидат во состојба во која што сега ги гледаме, на котата или испод минималната кота. Тоа беше анализа која направија од Фактор и ние превземавме бидејќи бројките укажува на вистина на фрапантна таа состојба, вие што ја кажавте, дека во однос на претходно лето за 74% е зголемена производството на електрична енергија од хидроцентралите и дека дотокот, значи, потрошиле повеќе од 3,5 пати повеќе вода од колку што имало доток. Тоа дефинитивно не може да не доведе до намалување на акумулациите. Значи, зборуваме сите тие акумулации кои се поврзани со хидроцентралите. Преспанското езеро е некоја друга приказна. Меѓутоа, можеби на некој чуден начин, бидејќи Преспанското се излива во Охридското, не знаеме, значи, бидејќи за тоа требало веќе во минатото да бидат готови тие анализи што се случува со Преспанското езеро. Простете, господи Чеколов, дали вие сведочите на една ситуација која за лаик сега вака се опишува? Министерството за животна средина постојано смета дека ќе стигнат некакви странски програми, твининг програми, тие ќе платат нешто, ќе одиме ние ќе истражуваме, ќе платат најчесто студии и дека дури кога ќе дојдеме до приказната за Преспанското езеро, што предпоставам дека требаше да биде аларми за овие пратеници сега, дека нешто мора да се стори во буџетската ставка, издвоено за едно сеопфатно, брзо истражување, што се случува затоа што буквално пред очи исчезнува езерото, предпоставам дека ќе треба да се појави некаква амбасада, некакви пријатели на Македонија кои што ќе финансираат брза експертиза што всушност се случило. Толку милиони години езеро на крајот можеме да го изгубиме додека пред наши очи додека сме зафатени со некакви дневно политички теми. Да, може. Да, не знам колку ми слушате. Значи, точно се согласувам со господјата дека исчезнувањето на Преспанското езеро е природен процес, односно органичница
практично преку количината која што оди под граничата, преку Дрим се влева во Охридско езеро. Сакам да информирам, за кого знаете, дека е формирана експертска работна група која што има акционен план, односно поставена акционен план и неговата имплементација веќе е почната. Мислам дека 44 милиони денари префрлено на започнат нови активности. Меѓутоа, ова што го зборувам, исчезнувањето на Охридско езеро, наистина нема врска со исчезнувањето на хидроцентрали. Од друга страна, во Република Северна Македонија се произведува струја на две начини. Два начина, или од река Хидова, што е апсолутно нееколошки, затоа што користи јаглен, или од хидроцентралите кои што значително помал произведување на струјата. Сега малку сме контрадикторни, затоа што една страна викаме реке загадувач, не смее да се форцира пленува да произведува, од друга страна хидроцентралите, сум против малите хидроцентрали, поднесуваме за јавна расправа во собрание, хидроцентралите пленува се искористуваат. Минатата недела во Неготино беше почната, односно промовирана првата фотонапонска централа во историјата на државата и не гледам друг начин, односно четврт, освен увоз на струја од странство, за производство на струја. Ние мораме да обезбедиме на некој начин струја. Јас сум еколошки процеси на производство на струја да се форцира, да се зголемува процентот на производство на преку еколошките начини на производство, а да се намалува, односно да се прекинува со производството на струја од нееколошки ресурси кои што е регбите. Ке мораме да одиме овдека на реклами. Татјана сака реакција, но само да го затвориме овој круг. За мене е изненадувачки дека можете да ги доведете до такви исцрпувачка точка хидроелектраните, да ја продадете струјата, а потоа на есен да купите за повисока цена. И одеднаш сте во ситуација на, како се вели, двојна загуба, затоа што не можете системот да го доведете до таа ситуација да не може да биде одржлив или да се обнови. Одиме со пауза за реклами, па се враќаме во студио. Еве се враќаме да довршиме таа ваша реакција на оно што претходно го слушнавме од пратеникот Куцич. Само сакам да надополнам, Татјана. Имам јас разбирање за ова што го зборува господин Куцич, ама тоа е линијата на амбициите. Што сакаме еден ден. Но ние реално по бројки гледаме дека не само што се уште се справуваме во проблемот, туку трендот во рамките на проблемот со кој што се справуваме ескалирачки расте во последните 5 години. За 15 години 3 пати повеќе е зголемена потрошувачката на дизел со експоненцијален раст во последните 5 години. Претходно ги споменувавме овие потатуците со петрол кокс, каде што е неверојатно дека надвор од нашето разбирање дека толку многу дериват полн со сулфур и опасниот токсин ванадиум може да дозиве таква експанзија само за една година да има пораст од 58% на потрошувачката. И тоа се веројатно елементи кои треба да направат аларм во рамките на политиките за кои изборува Куцич што би сакале, но додека да стигнеме до тоа што го сакаме, ние реално се справуваме со влошување на трендот, а не подобрување. Имаме и порасти на мазутот, не е само на петролкоксот. Значи, увозот на мазут е зголемен за 40% истата таа година, од 2018 до 2019. Зборуваме за последниве години, бидејќи податоци нема се уште за 2020 година, меѓутоа имаме за една година пораст на увоз од 40% на мазут. Потрошувачката е зголемена за 20%. Тоа се огромни, фрапантни бројки. Тоа не се мали бројки. И тоа е нашата реалност. Ние сме секогаш практични и конкретно ги гледаме нештата кои се случуваат. Да, ние би сакале да бидеме во точка крајна каде што обновливи извори на енергија ќе се користат. И сакав да реплицирам врска со тоа што го кажа Коцич, дека ние се буниме сега за хидроцентралите, кога тоа е чист извор на обновлив извор на енергија, меѓутоа ако е обновлив извор на енергија хидроцентралата, тоа не значи да се злоупотребува. Според бројките што беа наведени во анализата дека за 74% се зголемила потрошувачката од хидроцентрали во однос на претходната година и дека потрошиле вода за 3 пати повеќе од приливот на вода, тоа не е одговорно
однесување. Значи, не иначе кој е хидроцентрала дека се е дозволено и дека што и да направа дека ќе кажеме ма тоа е хидроцентрала, тоа е обнови. Значи не. Ако тука се направила злоупотреба на водите, тоа е злоупотреба на водите. Исто и во врска со Фондот за животна средина кога кажа Коцич дека како ние сега, дека фондот не се покажа за добар. Ние знаеме дека тој постоел во минатото некаде 2004 година или претходно дури можеби, не знам. И на барање на некои од банките, дали имаме или Светска банка, тој е укинат. Меѓутоа, ние сепак, се наоѓаме во оваа ситуација и парите одат за нешто друго, додека горивата загадувачки се зголемуваат, не се намалуваат кај нас. Тоа е реалноста. И ние, додека е таа таква реалност, тие пари од тие даноци, акцизи треба да ги користиме за решавање на проблемите со животната средина и вложување во обновливи извори на енергија, за да дојдеме еден момент во точка каде што нема да го имаме ни петрол, коксот, ни мазутот, ни сите тие, нема да имаме ни зголемување на дизелот и сето тоа ќе биде решено еден ден и ќе бидеме во таа точка, крајна точка кај што сакаме да се наоѓаме. Добро, и на патот до таа крајна точка се всушност неопходни многу поголеми инвестиции, многу повеќе пари. И на крајот на краиштата еден тренд од кој ќе нема враќање назад, да ни стане јасно и кој ужасно лоша структурата на нашиот буџет, но дека оваа приказна ќе завзема повеќе и повеќе простор во некаков процентак од тие која амбицијата на државата дека за сте членка во НАТО мора да извувате повеќе од 2% од бруто домашниот производ како контрибуција во таа приказна, ќе треба да научиме дека ова што исклучително многу ќе чини. Во некаквите разговори со Европската унија мораме да го почнеме навреме за да просто ја намалиме цената во процесот на преговарањето за врските што треба да ги завршиме. Госпоѓо Петровска, кога ќе направите преглед на скоро сите ситуации за кои сега зборува Коцич, не е неточно дека некои од работите почнуваат да се движат. И тоа особено оние за кои што мисливме дека се историско наследство во приказната со еколошките бомби околу нас. За мене изненадување да речеме дека тие ги отворија милионските приказни, а далеку по-неорганизирани се околу ова што е секојдневни живот, аерозагадување, овие приказни за бројки дизел, мазут и се останато. Буквално без да забележиме, Екоцентар 97 ја заврши можеби една од најопасните акции, операции, како да ги наречеме, и фамозната цистерна од дворот на Охридска на винилхлоридот мономер, која што беше всушност темпираната бомба на Скопје, замина во Германија. Дали е уништена? Предпоставувам дека бидејќи кога ќе излезе од земјата, кога ќе ги добие сите дозволи, понатаму одговорноста за уништување на таа хемикалија. Не, од соопштението беше дека ќе не известите кога крајната дестинација ќе заврши. Добро, вие го должиме тоа известување, но во секој случај се ослободивме од тоа историско хемиско загадување и ние со нашите инспекцијски служби едва чекаме да започне всушност и чистењето на линданот, бидејќи ние ќе мораме да вршиме надзор врз начинот на третменот кој што на таа локација ќе се врши за да може тој линдан да се натовари безбедно, да се ископа и понатаму да се изнесе од земјата, како што е всушност и предвидено со понудата на компанијата која што ќе почне да се бави со оваа работа. Господи Петровска, ми се чини дека во Велес, каде што е, како се вели, клучната локална тема и за Коцич од времето на зелената алтернатива, е невозможно да се отпочне, можеби тоа е добриот правец, прво да се заврши приказната со отстранувањето на последиците, односно згурата, за да воопшто може да се почне со некаква ремедиација на теренот по лињата околу Велес, бидејќи е залудно да се обидувате нешто да средувате, се додека од ова брдо продолжува да доаѓа проблемот. Да, јас колку што знам имаше обид да се отстрани и таа згура, имаше отпочнате веќе процесот, така, тоа се изнесува,
и значи тој извор на загадување, ако се отстрани, ќе може со после извесен период и со некакви методи на биоремедиација и хемиска ремедиација да се поврати квалитетот на почвата кој што бил порано. И мислам дека и Ненад имаше еден таков пилот проект за биоремедиација, можеби ќе биде интересно да сподели. Да, бидејќи и тоа е убава метода. Кога разговарав надвор од емисијата со господин Коцич, и за мене беше разочарувачки дека всушност податоците покажуваат дека и покрај недобрата волја не можете да си играте екологија ако не го следите вистинскиот пат. Повелете, ве слушаме. Да, само да разјаснам, да не останеме во заблуда. Јас не реков дека треба да се злоупотребуваат хидроцентралите, напротив, направо компарација кој е подобро производство, дали од хидроцентрали, дали од нееколошки агенции кои што е јагленот. И имам едно реторичко прашање еве за сите. Што ако ние, еве со буџетот за 2021 година, фиктивно разборуваме, желба имаме да обезбедиме хибридни електрични возила во сите граѓани на државата и со тоа да го решиме аерозагадувањето од возилата. Дали возиме не загадувачки реагенси, односно дали струјата е производена со не загадувачки агенси. Не, затоа што во Македонија се произведува 80% од еколошки. Значи, кога ќе направиме круг наместо загадувањето да биде Македонија ќе се слее само во битово, хипотетички кажано. Така да не треба инвестирањето во алтернативни извори на енергија да не биде ниту табу тема, ниту нешто за што сметам дека е недостижно. Напротив, сметам дека час поскоро треба со сите сили да инвестираме во искористување прецена сончевата енергија, сончевата енергија пред се, фотоволтаични централи, потоа ветерната енергија и хидроцентралите како трета алтернатива, меѓутоа нормално без злоупотреби, без нарушување на екосистемот. Во однос на ова што ме прашате конкретно сега, точно дека уште како активист во рамките на Вила Зора направивме активно за деконтаминација на почвата во Велес. Практично започнавме ние една година после затворањето на топилници или две. Топилници се затвори 2003 година, ние започнавме 2005 година со испитување на квалитетот на почвата и видовме фрапантни резултати. Не зборувам еве за цинкот кој што и не е толку страшен, меѓутоа олово и посебно кадмиум кој што е канцероген, за жал, елемент, неколку 20 на 30 пати над максимално дозволените концентрации. И она што сакам да го споделам е да пробавме со господина, кога првите анализи ги правевме, садевме неколку растенија, меѓутоа дека тоа е најдобар абсорбент на зелената репка. И анализите кои што ги правевме, се гледате дека во репката има огромни количини абсорбирани на тешки метали. Данас беше охрабруващо, затоа што опитот е успешен и очекуваме намалување на концентрациите на тешки метали во почвата кои што се контаминирани. Меѓутоа, после една година анализите покажува дека на некои локации концентрации на тешки метали беа и повисоки. Тогаш укопчавме фактички дека ова збура, лани почна, односно оваа година почна да се дислоцира, постојано извршува загадување на почвите во Велес. Ние лани во рамките на деконтаминацијата на почвите на земјоделците во Велес имавме земјоделец кој донесе нова почва, 4 декари од чисто еколошко подрачје, после неколку месеци повторно имаше кадмиум, мушина и олово на неговата почва до 40 см. Значи, додека не се дислоцира збурата од Велес, постојано имаме континуиран загадувач кој што не само што ја одржува концентрацијата на тешки метали во почвата, него и е зголемува. И затоа рековме, да не вежбаме, да не трошиме пари, дајде се тргне према зборот, да се проложи процесот на деконтаминација. Ненад, благодарам, овдека правиме уште една пауза за реклами. Господја Петровска, од некој од извештаите на вашите вонредни или редовни контроли, што ме изненади, вели извештајот клиничкиот центар е опоменат за несоодветно постапување во однос на складирањето на медицинскиот отпад. И сега тоа ми е неверојатно, значи се работи за хируршки клиники, се работи за клиничкиот центар, каде што мислам дека мора да постојат јасни правила, секој да е обучен. Ако тоа не се случува на клиничката болница, сосема е известно дека треба да стравуваме на она што се наоѓа на периферијата во ваквите приказни работи со медицински отпад,
кој знае како се складира и отпремува таму од каде што е користена. Да, имаше известни количини на претходно селектиран материјал, кој што наместо да биде соодветно спакуван во жолта кутија или во жолта вреќа и ставен во депото за медицински отпад, беше спакуван во картонска кутија и потоа беше отстранет во депо каде што се чува картонската амбалаж. Дали е овој инцидент или тоа се случува постојано, не знаеме, меѓутоа во тој момент нас не извести од клинички центар службата за општи заеднички работи и инспектор појде на терен, го превзема материјалот, побара итно да се тоа исчисти и ние тој материјал се уште го чуваме се со цел да можеме да детектираме фактички кој е изворот, бидејќи ние не можевме да ги казниме сите хируршки клиники кои што депонираат таму, а во овој момент треба да бидеме малце поупорни за да видиме дали постои таму некоја ознака која што ќе укаже на тоа која од хируршките клиники всушност е место каде што се создал овој медицински отпад. Овде веќе скоро завршуваме со беседата, последното прашање за вас, Тања. Предпоставам дека ова не ве обезхрабрува, без оглед што сега ќе ве учат пратениците кога колку навреме, но предпоставам следната година на ребаланс на буџетот ќе знаете понавреме еве да ги тестирате дали некои од ставките можат да ги променат. Дали сега генерално се заедно сваќате дека на пример можеби со едно именување како ова на Ана може да се промени перцепцијата на јавноста и да може да се соработува на начин на кој што вашата иницијатива ќе биде добро разбрана, повеќе телефони од граѓаните кои ќе чувствуваат дека има гласност околу оваа приказна и дека тоа е прилично важниот дел за да може да се притиска кон институциите. Да, точно. Значи, Ана е конкретен пример како најозогласена беше државниот инспекторат за животна средина, барем кој граѓаните. И перцепцијата беше дека работи во интерес на загадувачите, а не во интерес на вистина на граѓаните, на јавното добро и заштита на животната средина. Ана е пример како за многу кратко време таа перцепција се промени. И кога гледаме акции на дело, казнување, paper mill во Кочани и сите тие точки каде што граѓаните се потврдува оно што граѓаните го кажувале. Ние се надеваме дека со пратениците ќе имаме доволно време, ете и за ребалансот, меѓутоа и со законските измени, да навистина покажеме дека е нешто можно и дека пратеникот како пратеник може да ги измени нештата, да не биде само делегиран од партијата, каде што партиското водство е тоа што ќе каже во која насока ќе се делува. Јас ви благодарам инаку по бројка, така наречената група за соработка, има 43 пратеници, можеби е тоа најголемото или најдоброто, условно речено, мнозинство во парламент кој што кубари со кворум, па ќе видиме на следното искушение колку и како ќе одговорат. Почитено ви благодарам што не следевте вечерва на Вин-Вин, останете на Телма телевизија, гледате ги најновите вести во 21:30. Пријатно.